Присуствуваме на еден извонреден настан, на вистинска презентација на дуално образование. Целта е да се потикнат децата на работа во делот на природните науки, а во исто време да се поврзат училиштата, образованието со стопанството. Конкретно, овде имаме поврзување со Джонсон Мети, фирмата, јас на вистина сум благодарен, и ова е вистински начин на развивање на образованието, кога децата низ практични примери ќе добиваат љубов за техничките науки од најрани години. Некако во последниве години сите се ориентиравме на право на економија, на тие општествени науки, но иднината на општеството, не само нашето, и на човештвото е во развој на техниката, технологијата, која што астрономски напредува, а Македонија мора да оди во чекор со технолошкиот развој. Во исто време, странски инвеститори кои што доаѓаат во Република Македонија може да дојдат да инвестираат ако знае дека ние технолошки писмено општество имаме, технолошки писмена младина, технолошки писмени работници кои што се спремни да се вклучат сериозно во меѓународната поделба на трудот, и затоа мислам дека овој проект е изводреден и навистина им благодарам и на невладината организација и на Джонсон Мети што овој проект се обидува да го презентираат кај нас и да ги потикнат учениците, но во исто време морам да кажам, ние исто така сме во чекор со оваа работа, затоа што имаме креативен центар за кој што секоја година издвојуваме одреден квантум на средства, се со цел да имаат учениците што е можно повеќе практична настава и практична примена на знаењето кое што го стекнуваат во нивните училници. На овој настан беше најавено присуството на министерката за образование Весна Јаневска, меѓутоа таа не дојде. Можеби ова беше одлична можност малку да се видите и да поразговарате и да биде надминат проблемот. Па видете, некако излезе малку да се подкараме, но јас морам да кажам дека имам високо мислење за господјата Јаневска. Јавно извинување, кажувам за зборот што е нареков Северџанка, навистина мислам дека господјата не заслужува тоа. Треба да продолжиме да комуницираме. Очекував дека ќе дојде овде, нормално ние мораме да разговараме. Не можеме да кажеме ние сме ги исплатиле парите на општината, а општината нека треба да знае да менаџира. Како да менаџираме ако 39 милиона сме имале буџет во 2021 година, а денеска имаме 23 милиона, како да менаџираме? Значи, помалку имаме 16 милиона, а 800 деца во училиштата имаме повеќе. Значи, тоа не оди едно со друго, и затоа замолувам за наредниот буџет да се средат овие работи. Тие се отприлика разлика околу 16 милиона и толку пари ни недостасуваат. Минатата година 6 милиона денари плативме ние парно грејење, сега имаме нова сметка од 8 милиона и 300. Неплатена, што значи дека тоа се големи пари и не може да оди на терет на локална самоуправа. Од друга страна, имаме општини кои се бањаат со пари. Замислете, општина Желино ќе финансира Академија на науки и уметности. А во Карпош да не можеме да си платиме основните потреби, односно парното грејење, да не може да. И жал ми е што мора вака да се прекупуваме во јавност. Вистински одговор е да, има помалку средства за училиштата во Карпош, ама се надеваме дека со новиот буџет дека тие средства ќе се контрибуираат за да се платат сметките и да не се трупаат камати на училишта. Воспротивно, ние треба да се фрлиме на штедење. Штедењето значи помалку топлинска енергија и овие деца помалку да бидат загреени, што не е во ред. Може би ќе најдете некој начин, ќе ја поканите министерката на една средба, сепак да поразговарате. Да, со задоволство сакам да се видиме со министерката. Релативно кратко е во тоа министерство, 4 месеца. Јас знам дека има многу проблеми. Тоа се многу училишта, преку 400 и кусур училишта. Меѓутоа, недозволиво е едно училиште во срцето на Скопје. Ние имаме проблем во градови и села каде што се празнат училиштата и не знаат што да прават на кадарот што го имаат, а трошоци предизвикуваат, а овде ние имаме зголемен број на ученици и тоа треба да ни биде драго и сите како општество треба да видиме што треба да обезбедиме за нормално функционирање на оваа општество. А уште повеќе од тоа што и премиерот е од оваа општина. И сега премиерот ова го гледа, јас да сум на негово место би кажал да не се секира општина Карпош, за наредната година ќе се обезбедиме доволно пари ќе функционира. Со оглед на вашето големо искуство,
длабоко во себе верувате дека ќе се реши овој проблем? Треба да се реши. Треба да се реши, недозволиво е од неразјаснати причини. Од 39 милиона на 23 милиона да даваш на општина Карпош, а број на ученици се зголеми. Еве, многу е просто. По 1 евро да треба да има, значи 800 деца месечно, 800 евро треба да има плюс. По 1 евро. Значи, многу е проста математиката. Учениците, училиштата се полни, а квантумот на средства намален, трошоците растат, цените растат. Тоа е недозволено. Да надвладае разумот во секој случај. Во секој случај мора да надвладае разумот во интерес на децата. Ја не предизвикувам никаков конфликт, само читам бројки и гледам дека ај минатата година плаќаме се, пак и оваа година треба да платиме, ама тоа значи 8 милиона да скратам од тамо кај што имаме проблеми, на луѓе им се запушува канализација, да скратам од тамо каде што луѓето газат во кал треба се направи улица, да скратам од тоа дека и ово училиште сакаме сега да го фарбаме и така натаму. Имаме делови кои што треба да се санираат, а чина 2 милиона денари. 4 училници, направивме пресметка за ово училиште Владо Тасовски чина 2 милиона денари. Сега основното училиште Лазо Трпалски течеше кровот, околу милион денари ќе не фати тој трошок. Тоа се веќе 3 милиона само за две училишта. Па ние средствата што ги имаме, дај да ги искористиме за подобрување на материјалните услови за учениците. Имаме намера да купиме компјутери, да купиме смарт табли, еве вака да овозможиме тој креативен центар повеќе средства да издвоиме, повеќе опрема да има. Значи тоа, ама тоа е нашето задоволство, али основната функција на училиштата мора да си ги работи Министерството за образование. Се чини дека граѓаните не знаат какви се надлежностите на локалната самоуправа и на извршната власт, односно на Министерството за образование. Што како обврски има општината, а што Министерството кое станува збор за училиштата? Ние немаме никаква обврска. По закон никаква. Тие ги финансираат комплетното функционирање на локалната самоуправа преку блок дотациите. Колку пари ќе ни дадат, толку треба да пуштиме до основните училишта и ништо повеќе. Значи се што правите тоа е ваша добра волја. Се е тоа добра волја на градоначалникот и советот на општина Карпош. Ама не може училиштата сите пари да ни ги земаат. Ние меѓу 2009 и 2017 потрошивме 7 милиона евра за училиштата, 5 милиона евра за реконструкција и 2 милиона евра за плаќање на сметки на струја, вода, парно. Од тие причини 4 училишта тогаш преориентиравме на нафта од мака за да не ни одат парите во ветар. Се пак ли ќе се вратиме во тоа коло? И минатиот пат соопштив дека од 165 милиона денари кредит 2014 година Комерцијална банка 47 милиона ни ги тргна, бидејќи беше акционер во топлификација и си ги зема тие 47 милиона, ни исплати нешто повеќе од 125 милиона денари. Значи тоа се огромни средства кои што ги платила општината за овие училишта. И кое е задоволството од управувањето со училиштата ако само ни се трупаат обврски. Од 2012 година се реконструирани сите 10 училишта. Сите 10. Еве поминаа толку години, сега сега пак. повторно 4 училишта веќе имаме реконструирано.